Синоќа во Бравеница се затвори 13-тото коло во втората футсал лига. Партизан Јук загуби од лидерот Малаек со 4-7. Карадако доживеа нов пораз од ЦСКА Скопје со 4-7, а пак Балкан беше убедлив со 8-4 против Конзулот Битула. Овче Поле забележа најубедливата победа од 10-3 против Струшки Енхалом, а пак Се Универзити го доби тимот на Каршијака со 7-4. Мечот меѓу Крато и Победа не се одигра во пробишти, откако гостинскиот тим не се појави по чекање од 30 минути. Утре се играат надпреварите од четвртфиналето од Купот на Македонија. Второлигашите Детонит Плочковица и Арсим играат историско четвртфинале. Во Радовиш екипата на Детонит Плочковица ќе се соочи со Шкендија. Главен судија ќе биде Александар Груевски. Во Струмица Брера против второлигашот Арсими. Стојанче Стојанов главен судија. Вардар против Силекс ќе им суди Фуркан Идризи, а пак Струга против Гостивар каде Стојанче Трпчевски ќе ја дели правдата. Ракометарот Здравко Апостолов избран за спортист на град Радовиш за 2024 година, а пак РК Радовиш за екипа на годината. Синоќа во Крио Паланка со ремето на Осогови Јувентус работ 3-3 се комплетираше 12-тото коло во првата футсал лига на Македонија. Кеги Моби дома загуби од шампионот Форца со 3-5. Железарец беше декласиран со 1-5 од Црна Река, Шкупи беше торпедиран од Бутел со 3-11, а пак Проекти Клими ремизира во Гевгелија играјќи 2-2. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.